фокусот на овој состанок? Фокусот примарно е за принципилната поддршка која што ја дава НАТО алијансата за Украина, но и за очигледниот прозорец на можности кој што го има насочен кон изнаоѓање на мирно решение. Постои иницијатива на Соединетите американски држави кој што добива голема поддршка. Целта е да се најде одржлив мир во Украина. Исто така ќе имаме состанок помеѓу земјите од коридорот 8. Тоа е многу значаен коридор за нас, бидејќи не се работи само за засилена мобилност помеѓу земјите кои што се дел од коридорот 8, туку има и сериозно значаен политичко безбедносен карактер. Во рамките на тој состанок фокусот меѓу другото ќе биде и стабилноста на Западниот Балкан. Попладнево не придружуваат високата представничка Каја Калас и украинскиот министер за надворешни работи Сибија, каде што повторно фокусот ќе го ставиме на заедничкиот труд кој што и ЕУ и НАТО земјите го вложуваат за изнаоѓање на трајно мирно решение во Украина. Во текот на денот имате состанок и со Кристофер Ландау. Да. Во текот на денот исто така ќе има можност да имаме билатерална средба со заменикот државен секретар на Соединетите американски држави господинот Ландау. Соединетите американски држави, добро знаете, се наш клучен стратешки партнер. Ќе биде можност да дискутираме за нашите заеднички напори и во НАТО алијансата, но и сето оно што го правиме на билатерален план, а е поврзано не само со политичката соработка, туку многу повеќе економско-трговската соработка на кој што и даваме примат во овој момент. Го споменавте и коридорот 8, ќе сретнете и со бугарскиот министер. На тој формат, каде што ќе бидеме кодомакини заедно со министерот за надворешни работи Тајани, секако и колегата Георгиев очекуваме да биде присутен.